Затоа, заради тие мерки, заради тие политики, заради зголемените површини, зголемениот принос и откупните цени кои што ги имавме минатата година, нема потреба од грижа во делот на обезбеденоста со житните култури, а во тој случај со храна. Се сеќаваме сите минатата година кога настана проблемот со зејтинот или со недостаток на одредени култури, гледаме денеска дека и го стабилизиравме, но и го зголемивме домашното производство. Зошто? Заради тоа што сите мерки и политики беа насочени домашното македонско производство да остане дома, да биде предадено во домашните преработувачки капацитети. Имавме и воведовме нова мотивирачка субвенција од 6000 денари, односно 100 евра по хектар, доколку ги зголемиха приносите. Кај сончогледот над 1500 килограми, кај пченицата, кај јачменот, кај сите останати култури, и денеска со факти може да збориме дека тоа дава резултат, заради тоа што ги мотивира земјоделците да ги применат сите мерки и да го зголемат приносот и да го зголемат производството. За 4 пати е намален увозот на сончоглед во оваа година. Со тоа треба да се гордееме. За 4 пати е намален увозот. Јас велам секој зборам со бројки и со факти. За само една година намален 4 пати. Токму затоа немаме криза во делот на производството на масло за јадење и во други погледи. Но тоа е еден факт денеска кога разборуваме за недостаток на масло за јадење. Зошто? Заради тоа што имавме редовни мотивирачки субвенции и го намаливме 4 пати увозот за една година. Тие се бројки кои што секој од вас може да ги провери во царина, во статистика и во другите институции, но тоа говори за стабилизирање на ова домашно производство.